Гласници на надежда. Глава 33. Послушноста отвара разбирање. Послушноста отвара разбирање. Многу луѓе се двоумат да веруваат затоа што тие не беа во можност да разберат. Тие имаа погрешна идеја за тоа дека мора прво да разберат се пред да веруваат, кога навистина е обратно. Ние веруваме и тогаш разбираме. Сите сме поставиле прашања од нашето детство. За нас тие прашања беа важни. Ние најверојатно имаме прашања кои се уште не се одговорени. Една од тајните за да ги разбереш духовните вистини е послушноста. Ова е многу важен принцип. Некои луѓе мислат дека тие мора да разберат се пред да веруваат. Други мислат дека тие мора да разберат се пред да послушат. Но сакам да ти посочам дека послушноста отвара разбирање. Ова може да го видиме во Евангелие по Јован, 7 глава, од 14 до 24 стих. А на половина на празнувањето, Исус влезе во храмот и поучуваше. Затоа што евреите се чудеа и велеа, откаде има толку големо знаење, кога никогаш не учел. Тогаш Исус им одговори велејќи, моето учење не е мое, туку на оној кој ме прати. Ако некој сака да ја исполнува неговата волја, ќе знае дали е ова учење од Бог или зборувам сам од себе. Кој говори сам од себе, ја бара својата слава, а кој ја бара славата за оној кој го пратил, тој е вистинит, во него нема неправедност. Зарем Мојсей не ви го даде законот? Но никој од вас не го исполнува законот. Зошто сакате да ме убиете? Народот одговори, демон има во тебе. Кој сака да те убие? Исус во одговор им рече, направив едно дело и сите се чудите. Затоа што Мојсей ви го даде обрежувањето, не затоа што е од Мојсей, туку од татковците, а вие во саботен ден обрежувате човек. Ако човек се обрежува во саботен ден за да не се наруши Мојсеевиот закон, зошто се лутите на мене дека наполно исцелив човек во саботен ден? Не судете по надворешниот изглед, туку судете праведно. Во овие стихови може да развиеме неколку предлози од кои ќе заклучиме дека послушноста отвора разбирање. Првиот предлог е мора да заработите право на зборување. За луѓето тоа значеше дека треба да одиш на училиште, треба да завршиш школување. Тие го гледаа Исус додека тој поучуваше и рекоа, како овој маж поучува без да оди на училиште? Тој не знае многу, никогаш не бил во нашите училишта. Добро, мој пријателе, јас знам што значи да работиш напорно за школување, да поминеш многу часови на маса учејки. Знам што мислеа, но Исус продолжи да им зборува за тоа дека не е важно во која школска маса го поминуваш времето. Важно е дали или не го познаваш Него. За Исус тоа значеше правилна врска со Бог, затоа што тој објасни дека секој кој ја извршува волјата на Бог ќе знае дали неговите учења се од Бог или не. Тој рече, јас зборувам тоа што Бог ќе ми го даде, и тој ги предизвикуваше нив да веруваат и да го прават тоа. Сакам посебно да забележите како Исус рече, ако некој сака да ја исполнува неговата волја, ќе знае дали е ова учење од Бога или зборувам сам со себе. Ти покажувам дека ти треба да заработиш право на зборување и кога ќе послушаш, големи области на разбирање се отворени за тебе. На тој начин доаѓа доказот. Пред да ги отфрлиш зборовите на Исус, прво тестирај ги. Немој само да си заминеш отфрлајќи ги и да кажеш не, нема ништо во нив. Направи го тоа што тој кажува и види дали сум во право дека послушноста отвара разбирања. Вториот предлог кој може да го согледаме од овој разговор е законот на Мојсей, кој беше даден да се исполни. Исус рече, Мојсей ви го даде законот, но никој од вас не го исполнува. Сите ние го препознаваме Мојсей како законодавач. Може тоа да го промените. Мојсей беше откривач на законот затоа што Бог му го даде законот. За ова може да читаме во Стариот Завет, во книгата Излези. Мојсей отиде до врвот на планината и Бог му го даде законот. Но во тој закон беше оваа изјава. Ова прави го и ќе живееш.
Сепак Исус, гледајќи ја ситуацијата, рече: никој не го исполнува законот. Јас можам да додадам: ако Исус беше тука, ќе го кажеше истото. Никој не го исполнува законот. Сепак, во неговото време и во нашето, некои од луѓето кои се најсилни во нивното осудување на другиот се тие кои самите не го почитуваат законот. Во негово време беше така. Тој рече: вие не го одржувате законот, но мене ми судите. Сега, како е тоа возможно? Законот на Мојсей беше даден за да се одржува. Сега пред да завземеш страна, мој пријателе, биди сигурен да не ги осудуваш другите за она што го дозволуваш во својот живот. Постои трет предлог. Основна вистина секој мора да исполни. Исус користеше илустрација за околностите. Тоа право му беше дадено на Авраам многу години пред Мојсей. Затоа Исус не беше од Мојсей, туку од татковците. Бог му даде инструкции на Авраам дека обрезанието треба да биде направено во 8-миот ден. Со време може да биде и во саботен ден. Во времето на Исус беше важно да се одржи обрезанието. За да го задржат овој закон за обрезание, тие го ставија на страна другиот закон, законот за сабат. Овој закон беше на прво место. Тогаш Исус им постави многу важно прашање. Зошто тој беше исцелил човек во саботата? Тој рече: дали ќе ме убиете затоа што јас потполно го исцелив човекот во сабота? Тој ја доведе во прашање нивната форма на расудување. Ако се обрези машко бебе во сабота е праведно, тогаш и целосно исцелување на човек е праведно. Таква основна вистина сите ние мора да исполниме. Пред да одлучиме, ние треба да ги имаме сите факти. Вистината мора да се соочи со искреност. Ние не можеме да ја намалиме вистината. Од зборовите на Исус, ние едноставно може да заклучиме дека послушноста донесува длабоко разбирање. Овие предлози го покажуваат тоа многу јасно. Ти треба да го заработиш правото на зборување. Законот на Мојсей беше даден да се исполни. Таква основна вистина која сите треба да ја исполнат. Јас ти препорачувам да го слушаш Исус. Гласници на надежда.